Господ и светијата, чита Александар Стадојков. Еден светија многу пати му се молел на Бога за сите луѓе да се посветат како тој што беше се посветил. Имало падаѓур во некој манастир, демек, собор во манастирот, та оделе луѓе од сите страни на манастирот. Близу до манастирот, на пато, беше се препреил Господ на еден стар човек, многу расслабен, паднат на земјата, што кој да го видел, се да се одвратил од него. На секого што ќе победил пред Бога, се ќе му се помолеа да го креди на добиток или на рамо, да го однеси в манастир, за да се избие од најазмото што било во манастирот, да оздрави од болеста што ја имал. Во истото време втасал и светијата и застанал да му се пули и да го жали паднатиот старец и да го сожалува оти никој дејќел да го креди или на добиток или на рамо. Аман бре, браќа, ви се молам, му велел Господ, кредете бе и однесете бе в манастир да се избијем од најазмото, да ми оздрават нозеви и рацеве. На Господовата молба, луѓето едни се насмевали и се забедувале, а друзи, умри си, дедо, му велеле, од сега тебе зошто ти е здравје? Друзи лаф од тебе го чинеле. Светијата туку седите се чудит на немилостивото срце од луѓето што не му помогнале на старецот. Абре, старчију логавче, му рекол светијата, ајде, ако јас сум стар како тебе, ај ела качи ми се на рамо, да ми те однесам в манастир право во јазмото, да ми те избијам и може со благослов од Божи да ти исцели јазмото. О, старче, му рекол Господ, ако ми го сториш тоа добро ти, многу грео Господ ќе ми ти прости. Го креда светијата Бога на рамо и го носел в манастир. Кога го носел светијата Бога, му се сторил лесен како пердов. Сите што гледале од манастирот се почудиле. Како можел старио да носит човек расслабнат на рамо и толку да втјасат на одење по гурлиштето. Кога се приближил старио до манастирот, излегувале губедот со сите каоѓери и со црковните бајраци и икони да го пречекуваат старецо, чунчи беа виделе голема сила да излегуваат од старецо, од Бога, оној што го носел светијата. И тога и му рекол Господ на старио, старче, видео ти луѓето неќа да се светат како ти што сакаш, затоа не стегај се многу да ми се молиш да се светат сите луѓе. Чунчи секому сум му дал слободна мисла за како сака да правите. Тоа му рече Господ на светијата и си летнал на небеси, а светијата влегол во манастирот. Од тоа што беа виделе луѓето, мнозина беа се покајале и билостиво срце беа си подновиле.